Вака сега да не дојде до искривување на тези, значи никој не е против носење на одлука за добивање на донации. Јас реков дека тие точки треба да останат. Останатите кои се туркаат на сила или на брзина треба да се повлечат и да се носат наредната недела по 5 дена, 6 дена кога ќе се спремиме и ние доволно за да можеме да бидеме конструктивни. Јас пак велам, не сме ние против и овие одлуки. Ако сметате вие, господине председателе, дека требаше ние да ги следиме сите седници, сите комисии кои ги имал претходниот состав, то верувам дека и вие не го направивте. А не тек ние што не бевме во тој состав, да не носиме пребрзани одлуки, затоа што граѓаните на овие избори ни укажа и ни порачаа дека поддршката ја немаме како што имавме во минатиот период. И ВМРО ДПМН, ако има 16 советници, на половина од гласовите ги освои од само пред една година. Тоа е доволен показател дека треба да почнеме да размислуваме, да работиме во интерес на битолчани, а не со политиканство. Затоа што сите одлуки кои ги носиме се исклучиво во нивни интерес. Пребрзани, избрзани одлуки видовме минатиот состав што се случуваше. Кочници, обструкции, да не се доведиме овој совет да го донесиме во таков циркус повторно. А денешната седница остава еден мал сомнеш дека може да тргне овој совет повторно во исто сценарио од пред 4 години. Ние не сме овде да водиме висока политика. Во парламентот ќе си ја водат високата политика. Ние треба да бидеме овде исклучиво сервис на граѓаните на општина Битола. А против не е никој да се добие донација за противпожарна станица. Само што експозето на градоначалникот од пред 4 години некако доаѓа исто и тогаш беше дека ќе добиеме противпожарна станица и спортска сала, тогаш имавме плюс училиште, сега повторно по 4 години со истото настапуваме, противпожарна станица и спортска сала. Значи точките останаа исти, прошлите 4 години не се реализира, одиме сега барем овој мандат да ги реализираме, но дајте да не правиме со брзање, се имаме време. Не е ништо страшно за останатите точки, да, за донациите да ги донесиме одлуките денес и тие што побрзо да ги повлечеме тие средства. Благодарам. Благодарам, Стефан.